Во едно од ковид време, една инспиративна личност од Скопје си постави мисија да ги навикне луѓето на викенди да одат на изложби. И во време кога често го слушавме терминот новото нормално, таа својата мисија си ја нарече најновото нормално и успеа во тоа. Здраво, јас сум Весна Ивановска Илиевска, а ова е Умен подкаст. Со нас и оваа сезона се нашите пријатели од Pix Plus, место за секој фотограф и видеограф. Имаме место и за други спонзори, се разбира и поддржувачи и ве поттикнувам да ни се придружите во оваа наша подкаст, Умен подкаст мисија. И да ве замолам да не заследите на нашиот YouTube канал 101 Подкаст Студио и на Умно БК, на Инстаграм и на Фейсбук. Да ја представам нашата гостинка, тоа е Бојана Јанева, историчарка на уметност, кустос во одделот за едукација и музејско водење при Музеот на современата уметност во Скопје. Здраво, Здраво, Бојана. На Умен подкаст, умно, Да. колку сте ми драги. Најпрви со вашата мисија, сами две новинарки во денешно време да се откажеме нели од работа која што е за друга институција и да почнеме сами да правиме нешто. Навистина ми бевте инспирација, како што спомна, и за моето најново нормално. Леле, фала ти за убавиви зборови. Да. Муабетот е дека секогаш добрите луѓе луѓето со слични афинитети Да. често се врзуваат така природно. Точно е тоа. Да, ние преку умно и со едни други луѓе многу природно се споивме во Умен подкаст, така што еве поентата затоа сме тука да шириме некои нови идеи кои што сметаме дека се важни и за нашето општество, пред се за нас како луѓе. Со тебе има многу муабети и пред 2021 година, кога почна со најновото нормално, ама сакам од тука да почнеме, затоа што тоа беше некаков пресвртен период во твојот живот, кога се случија многу нови нешта. Како се роди идејата за најново нормално? Во принцип, сакам да ти кажам дека јас тој термин никогаш не го усвоив и никогаш не го сварив, новото нормално. Ама ова ми беше единствениот супер момент во тоа најновото нормално, затоа што сега го сакам затоа што произведе нешто сосема ново што ми е многу симпатично. На друго ниво, да. Така функционира обично инспирацијата од некои работи што имаат некое значење, кој ќе се додаде ново значење. Тоа е всушност одлика и на целата, да речеме, современа уметност. Веќе се преземаат многу работи од минатото кои што добиваат ново значење со примената на првичното значење. Она што во короната навистина не беше тешко на сите во целиот свет, затоа што се соочивме со нешто до тога што не можевме да замислиме дека ќе се соочиме, а тоа е да немаме обврски, да немаме бркање и трчање во секојдневието и да имаме малку време да размислиме за себе и што ни се случува и што правиме во животот. И во такви едни тешки моменти за мене, каде сум ги потрошила 20 години работејќи во културата и во уметноста, зошто не сум се пронашла целосно во тоа што сум го работела. Секогаш сум работела со многу љубов, меѓутоа фалела некој момент во кој што јас се чувствувам комплетно способна за тоа, дека јас сум за нешто сосема друго предодредена и навистина во тие размислувања се роди идејата што сакам да работам. Првична мисија ми беше што сакам да работам во животот, што мене најмногу од сите работи што сум ги работела ме исполнува и што најмногу ме радува. И токму од тука дојде идејата, бидејќи јас работев и претходно во Музеот на современата уметност, имам искуство и како туристички водич повеќе од 20 години и ги сакам луѓето, го сакам градот на чуден начин, затоа што Скопје не е лесен град за сакање, тоа често го велам, нашата љубов е малку дисфункционална. Имам чувство дека повеќе јас го сакам отколку што добивам. Меѓутоа, ги сакам луѓето во градот, тие не секојдневни моменти на обични средби во текот на денот, кога ќе се изроди некој разговор, непланиран, убаво време, убава гледка, добрина меѓу луѓето. Ги ловам тие моменти и тие моменти ме
ме кревале и сакав навистина да возвратам, како јас да помогнам со моите способности професионални да му возвратам на градот. Токму од тука дојде најново нормално. Генерално во тој момент ти беше практично невработена, така? Да. Затоа што сакав да потенцираме дека ти долго време си во врска со МСУ. Така е, точно. Долго време точно, трае вашата точно. врска. 4 години предходно беше ангажирана таму како хонорарен соработник. Хонорарен соработник, да. Потоа еден период воопшто не беше таму, за после Да. најновото нормално да се случи да се вработиш во МСУ. Да. Ова е вака накратко вашата врска. Точно, точно. Кажи ми, во тоа време беше тешко време за сите, Баш така. предизвикувачко секако. Да. Имаше ли онакви дилеми на несигурност, значи сепак, нели? Човек со не многу профитабилна професија, историчар на уметност, Да. со дете мало и така натаму. Колку тоа чувство на грч, да речеме, на несигурност за иднината, затоа што никој не знаевме од нас во кој правец ќе проложи таа ситуација, колку и тоа влијаеше на твојата одлука да решиш да почнеш нешто ново? Одлично прашање. Навистина јас живеев во екзистенционален страв енормен, заради тоа што бев договор на дело, меѓутоа тогаш имаше некои измени во министерство и музеот јас не го напуштев по своја волја или нешто се случи во музеот, меѓутоа едноставно ни беше кажано дека нашите договори нема да бидат обновени до април месец. Тоа за мене беше невозможно, бидејќи како што спомена и сама бев без подршка со дете, без стална финансиска подршка, работев во тој период во American High School, Скопје, и многу сум благодарна за тој момент што работев во American High School, бидејќи тука и предавав и екстра работев, меѓутоа исто така имав и доволно време да размислам што понатаму. Може би заради тоа беше успехот на најново нормално, бидејќи јас кога го почнав тоа, прво што решив дека тоа сакам да го правам, како што објаснив претходно, туку имаше и една глад за да се успее. Кај мене постоеше тоа се или ништо, или ќе успее или нема друга. Заради тоа го споменав и претходно вашето постоење, умно постоењето како еве они можат, некои се осмелиле, го направиле, можам и јас. Многу ми значеа такви примери и ми даваа храброст. Често ги слушам коментарите дека било храбро целиот тој мој подвиг на почетокот, бидејќи тоа беше иницијатива преку независното здружение Арсакта, чиј член бев. Меѓутоа ја не го гледав како храбро, јас едноставно го гледав како тоа мора да се деси. Единствена опција. Често пати луѓето велат што се храбри, не ни знаат дека се храбри, заради тоа што животот го нуди, едноставно се игра во чекор со животот. Нема време за очајување, нема време за плачење над себе, стравот е тука, меѓутоа да се искористи стравот како двигател, да се трансформира од нешто што те притиска, што те пресира во нешто што те воздигне и тебе и ќе биде со повисока цел, односно те помогне на луѓето, на заедницата околу мене. Тоа беа двете компоненти врз кои што беше засновано најново нормално. Се сеќавам на првата тура во МСУ кога беше, дали ќе се пријават луѓе, колку ќе се пријават, ќе има ли интерес. Стварно беше битно да се даде поддршка на една ваква идеја, затоа што целата идеја имаше многу поголема иднина. Како растеше, да речеме, на почеток мала група луѓе се зголемуваше полека, на почеток со маски доаѓавме во музеј. Да. Потоа малку по малку, види, не дека музеј на современа претходно немал никакви вакви иницијативи, но никогаш не заживеа, не стана составен дел, не се интегрираа во музеот. И сега, после најновото нормално, кога веќе ти стана дел од колективот на МСУ, супер е што овие тури продолжија онака и си имаат свој живот, но дури се надградени со диџеј настапи, со секакви различни содржини што ги правите сите заедно. Кажи ми, раскажи ни на почеток, мислам, колку луѓето беа заинтересирани, затоа што онака што ми кажа, првичната идеја ти беше зошто на викенд да седите дома затворени, дојдете во МСУ, дојдете ќе ви раскажам една интересна приказна.
Јас сум свесна и многу често сум го добивала тој коментар и пред да го почнам да почнам да го работам ова, дека ние секогаш кога патуваме надвор одиме по музеи. Така во големи центри одиме по музеи, а многу малку знаеме за нашите музеи. Дома не ги многу малку посетуваме, одиме многу по малку музеи. го правиме тоа. И короната во тој поглед помогна, бидејќи ние не можевме нели да излеземе надвор од земјата и си реков, добро, имаме и ние тука, може и поинаку да си ги исполниме викендите или деновите кои што не се слободни, да направиме нешто ново, да не биде тоа стандардните локации на кои што одиме во Скопје, па дури беше понудено буквално за сите граѓани од Македонија, бидејќи многу често доаѓаат нели во Скопје и идејата беше на македонски јазик да се понуди прошетка низ изложбите со стручно водење, бидејќи јас претходно работев 10 години како кустос и куратор, организатор на изложби, ја знам позадинската работа и ги знам многу процесот како се одвива, значи тие бекстејдж елементи и мислам дека се тие многу вредни работи, бидејќи најчесто луѓето ја гледаат изложбата и како е се совршено поставено и како се уметниците задоволни, меѓутоа не знаат колку работа и колку е тоа тешка работа, бидејќи кураторите не само што го користат своето знаење и своите способности, туку користат и свои лични врски за организацијски потреби, навистина с наоѓање, трошење и не само на професионално, ментално ниво, туку и на лично ниво и емоционално внесување, бидејќи и културните работници, не само уметниците, културните работници ги гледаат проектите кои што ги работат како свој продукт, како своја гордост, како своje дете и тоа е многу исцрпувачки кога на крај ќе направите изложбата, ти излезе и на крај не се ни радувате заради тоа што не ги гледате бенефициите, не го гледате признанието, односно само на отварањето има гости, а потоа музеите се празни. Токму таа дупка, тој му сакав да го изградам, да ја пополнам дупката меѓу посетителите од државата со музеите. И го изгради. Многу... И честитам за тоа, навистина. Да, многу убави реакции, навистина убави реакции. На почетокот беа луѓе или кои што ме познаваат и кои што доаѓаат прв пат и кои што се уште денес од 2021 година, кои што се уште доаѓаат на тие музејски тури, кои што се сега наречени МСО Водич и заедно со МСО Матине, доаѓаат на сите нови изложби што се водат. Апсолутно не сакам да го подценам колективот во МСО, значи вие сте еден организам кој што функционира одлично, но сакам да го спомнам моментот дека има луѓе кои што одат на тура заради Бојана. Сакам и ова да го спомнам затоа што сум слушнала луѓе. Бојана води тура, одам во сабота во 12 во МСУ. Така што во овој момент на кредити, на признавање на кредити, мислам дека треба ова да се спомне. И да бидеш супер пример и за други луѓе, навистина сметам дека ова нешто е потребно во нашите институции затоа што ги заживеа. Постојано нели правиме муабет во оваа област, луѓе одат на изложби само на отворање. Тоа беше на почеток на 2000-та, имаше едно поместување и потоа повторно се замре и сега е повторно, значи кај нас е многу големи тие синусоиди, наменување на нештата многу долго траат, така што оваа промена е навистина убава и супер е што трае веќе трета година. Кажи ми, во овој поглед ви сама спомна, доаѓаат луѓе постојано, дали доаѓа нова публика? Верувам дека има меѓу нив и луѓе што си ги познавала, ама и веќе со секоја сабота кога се гледа бе стануваме и поблиски, нели? Апсолутно. Доаѓаат поединци, парови, семејства, со деца, постари луѓе. Навистина доаѓаат и со деца и возрастни луѓе и парови кои што сакаат, бидејќи многу убава локацијата на музеот на современа уметност не е како што се вообичаено музеите или во центарот на градот, па може секој кој што поминува, значи треба со намера да се оди до музеот на современата уметност, меѓутоа од друга страна олеснителна околност што е турска чаршија тука. И
може да се искрира едно прекрасно попладне, саботно попладне, значи прво во музеот, па потоа на водење низ изложбите, па потоа со пијалок и со диџеи, секогаш имаме диџеска позадина и на крај да одат во Турска чаршија и да имаат неков исполнет викенд, кој што потоа леснува за следната недела. Кога нешто ново ќе направиме, мозокот ни е нели разбуден, особено уметноста, јас навистина длабоко верувам во ова и тоа го пренесувам секој пат, дека не мора да бидете љубител на уметност, нити пак да ве привлекува да доаѓате во музеи. Доволно е само да бидете изложени на нешто ново, видот да ви биде изложен на нешто ново, тогаш сосема други синапси во мозокот работат, значи мозокот се активира на поинаков начин од стандардниот и навистина помага за едно освежување когнитивно и за решавање на проблемите кои што се во секојдневието, кои што ги имаме, фала Богу, се соочуваме со многу проблеми во секојдневното живење, а креативноста не е само создавање на уметност, туку креативноста е потребна и во решавање на барање на нови решенија на одредени ситуации со кои што се среќаваме. Дојдете, почувствувајте се убаво едноставно. Тоа е. Доживејте нешто поразлично. Да се доживее и да видиме, навистина сакав да го имаме чувството. Јас верувам во Музеј на современа уметност, има навистина специфична приказна и верувам, мене ме прави многу горда што имаме Музеј на современа уметност во градот. На страна од стручното мое познавање, чисто како човек кој што има музеј на современа уметност во својот град, каде што доаѓаат светски уметници, каде што има во колекцијата светски познати уметници уште од 60-тите години од минатиот век и да бидеме, мислам дека Музеот на современа уметност треба сите да го знаеме во Македонија, сите да бидеме горди што имаме еден таков објект со толкаво големо значење. Апсолутно. Дај, раскажи ни некоја анегдота, например, на овие тури што се случувале. Не знам, кажи ни нешто што другите луѓе не го виделе. Но многу ми се спонтани мене турите. Јас навистина уживам, јас буквално губам чувство за која сум јас или дека јас сум, нема чувство претенциозно, јас сега знам колку знам и тоа го нема. Ке мене мислам дека луѓето на тоа реагираат. Апсолутно. На мојата автентичност. Не им се правам паметна. Не, тоа е многу многу е битно, навистина. Многу е важно. И многу ме допираат нивните реакции. Еве, сега што спомна, јас сум секој пат изненадена на тоа, бидејќи не го правам со цел, него извира од мене, спонтано од мене. Нема да ги заборавам еден прекрасен пар на возрастен брачен пар. Мажот по турата дојде и ми ја фати раката и ми рече честитки, ака ме гледаше во очи колку со душа, колку убаво водите, колку прекрасно се чувствувавме што сме тука. Ја расплакавте и мојата жена дури. И ја потоа како што ги гледав фотографиите, ги препознав и баш во тој момент фотографката успеа да ја фати како она ја бриша созата. Навистина за такви моменти мислам дека треба сите да се трудиме да шириме колку можеме повеќе добрина и убави емоции, затоа што во двете насоки емоциите се нели ако го гледаме вака наједноставно векторот може многу лесно надолу да се оди. За нагоре треба многу повеќе напор и јас гледам колку од тешкото, тоа ми е некако исто животна мисија, па се преклопи со работата. Кога е нешто тензично, кога е нешто тешко, јас гледам да го олеснам, имам порив. Уште од дете, нели сите си имаме некои механизми кои што сакаме за смирување, да се олесни атмосферата и да биде олеснето и да биде убаво чувство, затоа што верувам дека така се градат добри работи. Од болка мора да се и страв и негативни емоции, колку што се посилни, треба да се удри на другата страна за да може да се бориме да не западнеме сите. И тие примери многу мене ми се за восхит и кога кон мене така ќе изреагираат луѓето за мојата енергија и за тоа навистина мислам дека тука кругот се врти и сите се делуваме, се извинувам. Не, зошто се извинувам, така треба да биде. Со емоции беше премногу. Дел од муабетов, веќе ти го почна, се однесува на мисл. Колку луѓето се свесни што имаме ние во
не во Скопје, во Македонија, веројатно и на Балканот. Значи станува збор, значи ова со МСУ една многу убава приказна, израсната нели од пепелот, по скопскиот земјотрес. МСУ, зградата на МСУ е всушност донација од светот, изградата на МСУ проектот од полските архитекти и уметничките дела, колекцијата, најголем дел од колекцијата, значи да не ги спомнувам сите, публиката Пикасо, Калдер ги знаат сите веќе, мислам тука се многу имиња кои што се непознати можеби за нашата публика, но се светски уметници. Убаво е што вие од време на време ги вадите овие колекции. Да. И не само што ја едуцирате македонската јавност, го ставате акцентот на колекцијата на МСУ и што всушност ние имаме. Тоа било веројатно некое многу тешко време пред 60 години. Лани нели цела година се провлекуваше МСУ, лани славеше 60 години од 23-та, ама оваа година Бидејќи основан 64-та. Така. Значи се и годинава нели во февруари беше првата изложба со по повод роденденот. Да. Секако скопскиот земјотрес и МСУ живеат една симбиоза. Тие се не одвоива приказна еден од друг. И сега, како луѓето во 60-тите години, оние што нам ни предаваа на факултет го создаваа МСУ, го основаа и го градеа, и првите кустоси кои што работеле таму, ова се генерациите, значи ние сме генерации кои што сами го живееме, ја продолжуваме таа нивна приказна, тоа е наша приказна, а па сега ваша приказна е да ја вткаете оваа приказна во новите генерации. Колку млади ве се интересираат за МСУ? Доаѓаат ли? Дали се тоа само студенти на ликовна академија или средното уметничко училиште? Има ли интерес од младите за оваа приказна? Како ти им ја раскажуваш? Особено на младите. Тоа најмногу ме радува, бидејќи јас секогаш го кажувам, тинеџерскиот период е навистина тежок и за самите тинеџери, и за родителите, а и за луѓето кои што работат во едукација. И бидејќи тука и да постоеле интереси во детството, некако се кршат нели постоечките правила во нивниот живот и се јавува еден отпор голем. Меѓутоа, мене многу ме радува што доаѓаат и млади кои што самите доаѓаат, средношколци. Само иницијативно доаѓаат кога веќе еднаш ќе дојдат, бидејќи тоа го сметам еден од најголемите успеси, дефинитивно, заради тоа што начинот на кој што јас им го представувам тоа е од бесценето историско значење, заради тоа што Музеот на современата уметност во Скопје е единствениот музеј во целиот свет кој што е заснуван благодарение на солидарност. Так. Во тој тежок период се случува земјотресот во 63-та година, ова е значи од луѓе кои што работеле во МСУ, кои што го основале музеот и кои што се уште живи, чисто приказни, јас сум ги слушнала. Сум одела да ги прашувам со цел да ја дознам подобро приказната, бидејќи колку и да постојат интервјуа, колку и да постојат напишани книги, секогаш во живиот разговор се открива сосема нешто друго кое што не е никаде забележано. Веднаш кога се случува земјотресот, ние си мислиме дека тоа било нели очај, секако изгубени жртви, немање дом, тоа се страшни промени на животни патишта на цела една популација која што живее на овие територии. Меѓутоа, солидарноста, моментот дека целиот свет веднаш изреагира, дека Обединети нации доаѓаат и кажуваат Скопје ќе се гради повторно со наша помош и се вклучуваат и Западот, и Истокот, и неврзаните земји во тој момент. Се вклучуваат да биде изграден градот, но освен градењето имало и многу повици да се подигне духот на граѓаните веќе во првите месеци. Како? Со донација на уметнички дела. Да. Од тука почнува. И сите музеи, претежно музеите во светот, се или од некоја фондација, од некој богат човек кој што има своја приватна колекција, па ги остава на државата. Да. Како и да се настанат и музеите,
секогаш има некој управен одбор или хиерархија, некоја одозгора Структура, надолу, која што одлучува кои дела ќе бидат представени во постојаната поставка, а постојаната Така. поставка ја представува идеологијата на музеот, Така. која и да е. Така. Тука се уметниците тие кои што ја градат колекцијата, донациите кои што стигнуваат во толку голем број што колегите на почетокот не можеле ни да ги евидентираат брзо. Значи, таков еден елан од еден краен оче се стигнува до краен елан и желба и дух меѓу разрушени куќи и згради, да се има една визија. Борис Петковски мора да го споменам, тој е првиот кој што имали голема политичка поддршка во тоа време. Значи, и колку е битно да разбере политичкиот сектор, значи за културата и за уметноста колку треба да се инвестира. Тоа е нешто што мислам дека во денешно време не се става, нели, Министерството за култура е секогаш последно, зашто се потребни парите, има коментари и нема здравство. Да, тоа е вистина. Во здравството треба да се инвестира економски се. Меѓутоа, културата е директен одраз на тоа што се случува во државата. Не може, тоа е тоа што излегува од нас, и што го покажуваме. Апсолутно се согласувам. Знаеш, и на некое глобално ниво, кога ќе видиш, трагедијата во Скопје 63-та година е минорна во споредба со други трагедии во новото современие што се случиле. Значи, дали ударот на цунами што беше пред десетина и повеќе години. Да не зборуваме за војниве кои што изникнаа во последниве. Значи, не зборувам за Сирија, овие во последниве 3-4 години кои што избувнуваат. Ништо од тоа нема поттикнато ваква една солидарна акција на полето на културата. И убаво што го потенцира моментот дека единствениот музеј на современа уметност, онака изнакната од солидарност. Што мислиш, колку денес сме свесни ние за овој момент? Знам дека сите знаеме дека генерално со години не се поддржува откуп на нови ликовни дела. Значи, музеот почнал како институција со донации, но тоа апсолутно не значи дека на донации треба и да остане, нели? Во тој поглед на грижа за колекции, на современи македонски автори, а да не зборуваме за современи светски автори кои што за да ја следиме таа хронологија од почетокот до денес, така, од Пикасо па до денес, зашто денес да не купуваме современи дела од светски автори. Навистина, процесот на донација 60-70. Денес зборувам за последниве 10-20 години, значи не го изолирам моментот баш во оваа година или во последните 5. Да, накратко ќе направам едно свеже хронолошко, значи некаде процесот на донирање на дела од целиот свет до 80-ти скоро и да прекинува. 60-ти е интензивно, 70-ти, почетокот на 80-ти веќе имаме многу помалку дела и тие се години кога Музеот на современа уметност, кога е имал слобода автономно да донесе одлука кои дела ќе бидат дел од колекцијата на Музеј на современа уметност, започнува да откупува дела од македонски автори, така да денес од 5300 уметнички дела, скоро половина се од македонски автори, каде што навистина се вршела многу строга валоризација, треба по сите правила 10 години да помине за да биде валоризирано тоа име, се откупувале дела кои што се значајни не само за значајниот за уметник кој што е значаен, меѓутоа и токму од тој циклус или од тој период дела кои што направиле некаков пробив. Значителни дела, со тоа што ние сме многу среќни што последниве години имавме неколку изложби со светски реномирани уметници, еве сега во моментот ги имаме Дан Илија Пражовски, кои што повторно ни донираат уметнички дела, повторно се воспостави таа нишка на купување, на донирање на дела од странските уметници воодушевени од идејата како е настанат музеот. Значи се враќа тоа, меѓутоа за последните години за откупот на македонските дела имаше промена од страна на Министерството за култура. Значи се формираа комисии
наедноставно објаснето, кои што одлучуваат авторите самите аплицираа со уметнички дела, Министерството ги откупуваше и потоа Министерството одлучува кои дела се за во која од културните институции. Значи, тука по тој пат се одвива тоа, иако ние секоја година нели аплицираме кои дела би сакале да ни бидат дел од нашата колекција. Голем дел и сама спомна, повеќе од 5300 дела се во колекцијата на МСУ. Околу 90 и кусур беа дел од лани од изложбата Ни едно чувство не е конечно, колекција на солидарноста МСУ Скопје. Со оваа изложба практично почна одбележувањето на оние 60 години од МСУ. Изложбата беше поставена во еден од најголемите европски културни центри, во Кунстхале во Виена. Заедно со овие 90 на дела имаше и 50 дела од современи македонски уметници. Кажи ми, колку е важно, мислам дека сигурна сум дека во последните 25 години ова е најголема изложба од МСУ што излегла во Македонија, а можеби и воопшто во постоењето на музеот. Колку е важно, зошто е важно делата од странските уметници што се кај нас да ги изложуваме во странство? Каква вредност ни носи тоа на нашата културна сцена, на нашата музеологија генерално? Од огромно. Ова беше навистина на национално ниво голема изложба. Не се случува толку голем број на дела да излезат од музеј на современа уметност. Чисто да спомнеме дека изнесување на една ваква изложба надвор од Македонија е потфат исклучителен. Значи, тука станува збор за осигурување на делата. На секој дело поединечно, заштита нивна додека се транспортираат и така натаму, значи комплексен процес кој што многу малку луѓе воопшто размислуваат за ова дека постои. Позадински што зборувавме. Баш така. Многу бевме горди сите кои што учествувавме во тој проект на вистина и многу сме благодарни на поддршката и од медиумите, не само кај нас, него и од австриските, одек на оваа изложба и од огромно значење, неприкосновено значење. Не знам кој збор да го употребам, колку е значаен еден ваков потфат, заради тоа што оваа изложба особено што најде на многу голем интерес додека беше во Виена и потоа истата изложба замина за Прага. Сега се затвори во Прага, во Националната галерија во Чешка, со малку изменет концепт, односно со чешки автори. Беа не само делата од музеот, значи беше опфатена и историјата на Скопје и светски познати уметници современи беа поканети од кураторките кои што работеа од Кунстхале оваа изложба, да изработат современи дела во контекст, во поврзано со делата од колекцијата. Значи тоа беше долготрајна подготовка, они доаѓаа кај нас, ја гледаа колекцијата, ги шетавме низ градот и приказните за Скопје и токму тоа придонесе за едно чувство на сега чекаме да ни се врати овие денови за да биде представено делот тие да бидат представени во една голема изложба од 150 дела кој што ќе биде на крајот од годината. Така планираме да завршиме овој циклус на изложби. Цела 2024 година ние решивме да посветиме на правење на изложби од нашата колекција, од автори, дека така ќе го означиме моментот на славење 60 години од постоењето на МСУ. Колку е важно според тебе да се следат овие нови трендови во не само во уметноста, во општеството, во технологијата. Значи порано ако перформанс беше нешто најпрогресивно во уметноста, денес перформанс веќе е и застарена форма. Остановена позиција има. Да, значи колку е битно според тебе како куратор да се следат сите овие нешта, значи уметноста веќе пробива граници на наука, се испреплетува со биологија, со други науки, физика, хемија, значи колку е важно да се следат овие трендови и на музеите како институции во работењето? Музеот ние тешко се навикнуваме на промени. Тешко се навикнуваме на промени, меѓутоа ние баш добивме за интерактивна дискурзивна програма, добивме ИКОМ награда. Да. Од таму што
сега сме некако собрани по последниве години млад во уметноста, тоа често го велам дека во уметноста сите сме млади до своите 50 години, млади и надежни сме. Јас во моите студии во Холандија додека бев имав можност и да останем и пронајдов и работа тамо, меѓутоа реков не, јас сум тука потребна. Имав чувство дека тука сум потребна да ги дадам своите капацитети, заради тоа што мислам дека се имаме, ги имаме основните услови, само треба ние да бидеме отворени кон нови работи и да не одиме по стариот принцип на работење на институциите. И многу сум среќна што сме баш таков колектив, каде што на секој колегиум во понеделник имаме и тука се даваат секакви идеи и се разговара како да се подобри начинот на презентација. Имаме и доста предавања, големи имиња кои што доаѓаат од светот на културата и на уметноста, значи теоретичари кои што се светски познати, кои што доаѓаат и се заинтересирани да имаат своји предавања, имаме ноќни тури, имаме и други идеи кои што сакаме да ги реализираме, меѓутоа мислиме дека музеот е навистина музеј за сите и дека треба да биде достапен за сите и гледаме како да се доближиме до луѓето кои што во овие времиња невремиња сакаме да понудиме нешто каде што ти имаат одишка од таа трка за пари, за живот, за константен стрес за што не чека утре. Значи гледаме да понудиме нешто свежо, а мислам дека има удел и тоа што и некога растевме, оваа наша генерација, музеот на современа мене никогаш не ми беше на пример само за изложби. Јас спомнам кога одев на филмови на Вим Вендерс, апсолутно да. И значи има и функционираше и порано така како еден хаб на културата, сега да се изразим со нов термин, каде што не беше само за визуелна уметност, туку едно културно уметничко жариште каде што има повеќе уметности се представуваат, а и самата локација многу влијае на дека сме нели од двете страни, се гледа Скопје како на граница да сме и од стариот дел на градот и од новиот дел на градот и самото место е посебно дури и за видикот да дојдат луѓето, веќе има едно поинакво чувство што се во близината на музеј на современа. Ја спомна Холандија, магистрираше на Универзитетот Мастрихт имаше дипломирано на историја на уметност и археологија на филозофскиот факултет во УКИ. Интересна ти е темата на магистратура, уметност и наследство, културни политики, менаџмент и едукација. Кажи ми во овој поглед колку ние во област на менаџмент и на образование, едукација, колку каскаме за цветот? Еве конкретно за Холандија. Знам дека беше одамна. Ама имаш контакти, се уште си ги одржуваш контактите, колку вака накратко, колку сме далеку од светот? Многу, а може да биде и малку. Многу малку треба за да се доближиме до тоа. Најпрви во основа е проблемот начинот на решавање на проблемите. Мислам дека вака генерално ни фали кога еден проблем е, ние секогаш гледаме, најчесто кажуваме, другиот е крив, ти си крив, никогаш не е. Значи го немаме таа себереферентност, да погледнеме што можеме, кога ќе си признаеме, вака секогаш еве ти трнам одличен пример, кога ќе си признам, тука погрешив, тогаш мозокот работи како сега да го поправам ова што треба. Тој момент нам не фали. Значи, јас учев, ова беше студиите, тоа е самиот назив на смерот во кој што учев. Значи, менеджмент се учеше и cultural policy и education. Основата во Холандија, затоа многу ми се допадна Холандија, там добив стипендија од холандската влада за да студирам тамо и го сакав тој универзитет заради тоа што имаат кај нив problem-based learning. Значи, они не име теоријата битна, не е колку имаме проблем, како во институцијата да се подобри. Публиката повеќе да доаѓа, како да се представиме на социјални мрежи, дали треба нешто од програмата, значи имаме проблем. Кај нас, кога ќе кажем имаме проблем, тогаш се трикаме, не, тоа не зависи од мене, значи треба во начинот на размислување и многу мислам дека патиме од таа суета, леле, јас сум нели добар и знам тоа да го правим, многу тешко ги прифаќаме критиките. И затоа мене критиките многу ми значат на турите кога доаѓаат луѓето, конструктивните критики, затоа што ми се поле за напредок, така ги доживувам. Тоа ако се смени, мислам дека ги имаме сите, значи основата имаме. Така.
Значи, може да трае и многу, а може да биде и малку време, ако се луѓето на вистинско место и вистинско време. Секогаш е тоа потребно за нештата да мрднат. Јасно. Сакав да го спомнеме Максим. Максим е син ти четврто оделение. Максим е внук на Симон Шемов. Да. Сакав да те прашам дали го наследи генот уметнички во фамилијата и често го гледаме Максим на изложбите на турите која ги водиш. Зошто е важно еве како пример да го посочиме. Зошто е важно децата да ги носиме во музеи, да се шетаат, да гледаат? За децата е особено, значи јас имам и делегации, како што спомна, и председатели, и јас немам трема пред нив како што имам пред децата кога имам трема. Толку се радувам кога доаѓаат. Секогаш ја проткајувам приказната за солидарноста, за добрината, за како нешто тешко, кога е најтешко, ако се издржи со дух дека нешто добро може да се случи. На тој начин им ја представувам изложбата и секогаш тоа се техники во едукацијата, во музејската едукација се користи дури и во предмети регуларни во школа што се учат за развивање на мислата и за разбирање на животот на поинаков начин. Значи јас одбирам точно дела, мене сите детски тури ми се комплетно различни од турите за возрастни, да кажеме. Заради тоа што јас сум насочена кон дела кои што ги избирам делата со кои што можам да работам, прво соодветно на возраста, второ кога имаат многу материјал кои децата може да го препознаат и ги отворам да зборуваат самите, да гледаат самите и они тука стекнуваат самодоверба и раскажуваат работи кои што потоа мајки или родители ми пишуваат, ми праќаат работи што ги направиле, како раскажувале, под какви импресии биле. И тоа им дава едно чувство, значи за децата, еве Максим конкретно, на сите изложби доаѓа, бидејќи ме гледа дека и ме дружи мене, и на секоја изложба он почна како мене, нели? Од мал да ме имитира и он да ми раскажува што гледа на делата. Тоа доаѓа до еден момент на комплетно разбирање на што гледа, како гледа и дури на едно филозофско ниво, ова е пример од синоќа, свеж пример, затоа што талентот не е наследен од дедото. Не, сега за сега, значи искрено, он е талентиран за фудбал, он си го тера своето, меѓутоа одлично, нели? Нема секој со своето нормално, така. Битно е да биде во тоа што го сака, го има тој елан и посветеност и волја во фудбалот. И меѓутоа бидејќи во градинка шкртки мртки му викале, ја викам шкртки мртки, тоа е абстрактна уметност. Има уметници кои што нели не се познати тоа што го гледаш, идејата е битна, значи тоа го кажам на сите деца. Вчера имаа задача да се поклони цела акција во неговото основно училиште во Колен Делковски, да се подари подарок на деца кои што не можат да имаат подарок и да се нацрта цртеж. И неговата идеја беше да нацрта чадор, виножито, од едната страна сонце, од другата страна грмотевици, облак со грмотевица и чадорот во средина како е заштитен. И кога ми го објаснуваше, ми кажа во животот има се. Има и значи како он филозофијата на животот ја гледа преку уметноста. Сега доаѓа тој период, веќе се јавува тој тинеџерски период кога ми вика досадно ми е веќе во музеј. Меѓутоа јас знам дека тоа ќе остане и за понатаму, дека што и да се одлучи да прави во животот, основата е поставена. Предпоследно прашање, те прашав кога не беше вработена, сакам да те прашам и сега, како се живее од историја на уметност во Македонија? А тогаш одговорив, мислам дека одговорив тогаш, прашањето е... Супер се живее! Да се живее или да се преживее? Да се преживее, да се преживее, мислам дека повеќе преживуваме тука, исто. Тоа генерално важи, мислам, за цела држава, вака ќе бидеме слободна, мислам дека ретко која професија од една плата може да се живее, сите сме со втора. Можеш да дочекаш први. Со втора, со трета, да. Не е доходовна, не е финансиски исплатлива и борбата за живот продолжува понатаму, ама еве го гледаме како потик да даваме најдобро од нас, кое што ќе се врати најверојатно. Ја верувам во тоа. Со кога се испушта добрина, се враќа со добрина. Така е.
И последното шок прашање. Шок. А кога ќе запишеш докторат? Докторат. Некако има периоди во мојот живот кога се полнам, нели, кога ми требаат информации, аз да се наполнам, и има периоди кога давам на надвор, кога излегува исто вака како уметниците. Мислам дека Ова е периодот на давање? Ова е периодот на давање и затоа докторатот некако леле не можам постојано да се затворам. Не, потребна сум надвор, потребна сум во акција. Би сакала на вистина, затоа што јас процесот на учење многу го сакам. Јас се предавав на почетокот византиска уметност, првите 10 години бев во византиска уметност во мојата кариера и одев на постдипломски. Многу сакам да учам, меѓутоа треба да се наредат коцките за тоа. Ама фала за поттикот. Бојана драга, да. Фала ти многу што беше гостинка во нашава емисија и ни отвори ептен супер визии, супер хоризонти и на вистина мислам дека треба почесто да разговараме за сиве овие убави нешта. Се надевам. Фала уште еднаш.